Покажавме одговорност кон здравјето на граѓаните, но и брза реакција, тогаш кога светот, па и ние, плативме голема цена поради коронавирусот. Покажавме дека можеме и дека нашето јавно здравство може да го положи тестот. Во исто време, ја вративме и довербата на граѓаните кон јавното здравство, кон здравствените работници, кон докторите и медицинските лица. Сега го стекнавме искуството и вложивме уште повеќе во јавното здравство. Здравствениот систем го подготвивме за секој следен бран на коронавирусот. А со стабилни институции по изборите, со функционален парламент, со нормална влада во која нема да постојат министри кои ги блокираат одлуките или не уценуваат со потписи, ќе можеме целосно да ја заштитиме државата, економијата и граѓаните од последиците на коронавирусот. Додека светот ни честиташе на начинот на кој се справуваме со кризата, Мицковски и Чулев оваа план како со непостапувањето на МВР, како со непочитувањето на мерките, да го обструираат овој план, да ги обструираат нашите мерки и да го зголемат бројот на заболени. Додека лекарите и медицинскиот персонал се бореа за секој живот, додека се трудеа да го зачуваат своето здравје, Мицковски, со својот пример, во теретани, во кафеани, поттикнуваше да не се почитуваат мерките, да се потцени опасноста. Додека ние во кампањата строго се придржувавме и се придржуваме до сите мерки за заштита, Мицковски уште на почетокот најави дека истите нема да ги почитува. Тоа се истите оние луѓе и истата онаа партија која што кога бегаше од избори, постојано го користеше аргументот здравствена криза. Кога веќе беше стана јасно дека изборите не можат веќе да се одлагаат, тогаш заборави на се. Заборави на здравјето на граѓаните, заборави на мерките за превенција, заборави за секакви превентивни мерки за заштита кои можат да значат живот и здравје. Јасно е, ако овие луѓе вака се однесуваат во екот на најголемата светска пандемија, додека се опозиција, како ли би се однесувале кога би ја добиле некогаш власта? Не сакам на тоа ниту јас, ниту граѓаните да помислиме. Здравјето на вистина е наш прв приоритет. И тоа го покажавме и во периодот на криза, тоа ќе го покажеме и после 15 јули. Како влада уште пред кризата инвестиравме силно во јавното здравство. Инвестиравме во луѓе, инвестиравме во знаење, инвестиравме во доктори и медицински сестри. Јавното здравство го зајакнавме со 780 нововработени лекари, со 1000 нововработени медицински сестри. Ке продолжиме тоа да го правиме. Во изминатата година обезбедивме рекордни специјализации, рекорден број на специјализации на нашите медицински кадри. Тоа ќе продолжиме и понатаму да го правиме. Во следниот период, веднаш после изборите, ќе ги обезбедиме 33 милиони евра кои ги блокираше ВМРО ДПМНЕ и тие ќе ги насочиме таму каде што се најпотребни, во оделенијата за интензивна нега. Ќе ја прошириме позитивната листа на лекови, исто како што ги укинавме квотите за лекови, кои што ги плашеа граѓаните и ги тераа да останат без лекови после 5 во месецот. Ќе обезбедиме 3 пати повеќе специјализации и ќе изградиме нови клинички центри. Целосно ќе воведеме електронско здравство, за да го спречиме постојаното шетање на пациентите од лекар, од примарен доктор, од аптека и да го штедиме и нивното време, но пред се нивното здравје. Секоја година ќе инвестираме во кадрите од кои зависи нашиот живот и нашето здравје. Ќе го зголемуваме бројот на медицински лица, но ќе ги покачуваме и нивните плати. Секоја година до 10%. Вкупно во текот на мандатот до 40%. Младите лекари кои што се на специјализација во Скопје и се соочуваат со проблем, бидејќи имаат зголемени трошоци, секој месец ќе добиваат дополнителни 12.000 денари за да обезбедат дополнителни средства за живот во главниот град. Јавното здравство има потреба од нови инвестиции. Ние тие инвестиции ги започнавме, но можеме и повеќе и подобро.